Дечки, не знам кој од вас до сега појма немам дали сте налетале на мене, за фитки знам дека сте налетале, ама на мене конкретно појма немам дали сте налетале по социјални мрежи или слично, али како и да е, веќе колку 2,5 години имам влог на кој што зборувам на теми поврзани со исхрана. Имам еден хаштаг Ask Јосиф, на кој што луѓе ми поставуваат прашања, јас ги одговарам. Да речеме секоја среда на утринска утелма ги одговарам, а после тој материјал го сецкам и си го објавувам на Инстаграм, на Јутуб. Веќе денеска е 433 епизода, значи многу материјал има поврзани со овие теми. И ова видео ќе го има на Јутуб и ќе може да го спроведете еве до колегите кои што денеска не се тука, али у принцип јас сум софтверски инженер, за тие што не ме познавате. 2011 завршив на Природно-математички факултет, после се отвори Финки, али тоа што вакво беше мој проблем е што ја сакав струката, ама некако лајфстајлот за таа струка не ме привлекуваше, пошто не сум тип кој што би можел да се врзе на едно место и да по цел ден тука да биде и да гледа у компјутер. Ми беше проблем тоа и затоа барав нешто друго, сакав луѓе, а у меѓувреме па ми се десија некои животни ситуации, што ја од исхрана тогаш немав појма, ни од вежбање, ништо. Имав 105 кила и имав нула енергија, пиев 6-7 кафења дневно, 2 пати дневно јадев, да речеме ќе станам у 8 прв оброк, околу 11-12 нешто бурек, пециво, ќе се натепам убаво, у 5-6 ќе се прејадев и како си? И тогаш колку бев 23 години, веќе ми беше преку глава. А се деси меѓувреме и друга ситуација. Татко ми имаше рак на простата, правеше операција, му се префрли на коски. Меѓувремено го фати дементност, Алцхаймер и тоа практично мене ми створи многу јака причина и желба и глад да пред себе си се средам, да помогнам дома и затоа многу почнав да се интересирам околу овие теми поврзани со исхрана. И така практично почна приказката. Сакајки да помогнам дома, помогнав, себе си помогнав, татко ми еве го жив здрав се уште. И после еве колку пред 2,5 години решив зашо ја да не почнам тоа да го зборувам и јавно, пошто првично ми беше идејата како за моите клиенти да не ме препрашуваат едно исто прашање по 100 пати. Ја еве ќе си направам, ќе правам видеа, ако ме праша ќе му пратам линк и пријатно, ама почна да се создава многу голема заедница која што ги интересираше истиве прашања и така еве дојде до тоа не знам, одам по градинки, различни ивенти до сега ме викале за да еве зборувам на овие теми. И така еве и преку Фиткит веќе тоа и го нудиме како бесплатна услуга за компании со кои што работиме. Она што денеска ми беше целта да го зборувам и што се договоривме со Весна, беше за оние, темата се вика кој ги измисли кризите за благо и за Грицки, затоа што едно од најголемите работи со кои што јас се соочувам и со кои што луѓето многу често ме прашуваат или не знам кога ќе ги прашам што ти е целта, па не знам, сакам да ослабам, ама не можам без благово или не можам без ова или не можам без она. И никогаш луѓето не размислуваат дека се има некаков корен од каде потекнува, затоа што благото, грицките, тестото, не знам, многу кафиња, многу газирани пијалоци, многу енергетски пијалоци, се потреба генерално, ама таа потреба во телото се создава поради претходни некои постапки кои што ние луѓето ги зимаме. Генерално, луѓето имаат два проблеми поврзани со оваа тема и општо со исхрана. Или се плашат да не изедат нешто што не треба, затоа што се као внимаваат и се на некаква диета или режим, или па не им е важно до ништо, па ден за ден се живее и се јаде како што ќе дојде. Првата работа е проблем тоа што многу често луѓе ќе речат од денес не јадам веќе благо и крај ставаат на тоа, али генерално тоа трае недела до две, затоа што на мускули, на стегање на заби, да се откажеш дека слушај нема да го правам ова, не функционира, затоа што емоцијата кад тат ќе те победи.
Па ако те фати криза, ќе стегнеш заби 3 дена, ама на 4-тиот ден ќе паднеш. И на крај на денот режим никој не сака. Така, сите бегаме од режим и ниедна голема работа и успех не се случило под режим и под притисок и под стрес. Истото и со ова. И затоа стравот и она не јадам повеќе, не знам, благо, не јадам ова, не јадам она, не е паметна стратегија. Паметна стратегија, добар ден. Паметна стратегија е да исчезнат потребите за благо и за грицки, затоа што ако одиме малку подлабоко, тоа е едноставен аларм на телото дека му е потребна енергија. И што се случува? Просто да ја објасниме кризата за благо или за грицки, е потреба на мозокот за брза енергија. Затоа што повеќето од луѓето имаат два начини како го започнуваат денот. Или со промаја, пијат кафе и толку и тргаат у денот, или као јадат, ама најчесто тоа е импровизации некакви. Многу луѓе јадат пецива у првиот пола сат, еве ако поедувате. Многу луѓе као се хранат здраво, па не знам, прави топла вода со ѓумбири, со цимети. Многу луѓе јадат само овошје, многу луѓе јадат мусли и слично, што е здраво, но не значи ако е здраво дека е и правилно. И што се случува? Да речеме кога вие особено у овие сфери, особено у софтверскава фела на луѓе, имате сериозно ангажирање на вашиот мозок. Не знам колку сте свесни, али 75% од калориите кои што вашето тело ги троши, 75% ги трошат вашиот мозок, срце и бели дробови. Од кои што највеќе мислам дека отпаѓа на мозок. Затоа што тоа е главната машина во нашето тело и се функционира таму. И многу често, затоа што вие дополнително го оптоварувате вашиот мозок, се случува у текот на денот да имате чести падови на енергија и на концентрација. Со тоа што како се препознаваат тие? Кај луѓе, да речеме, обично ја бев човек кој што ништо не правеше у првиот пола сат до сад, значи станував у 8, прв оброк ми беше 11-12 и мојата девиза на живење беше јадам ако сум гладен и пијам вода ако сум жеден. И толку беше. И многу луѓе живеат со таа девиза. И да речеме, некој од вас кога станува са бајле, најчесто можеби ја користи паузата околу 12-1 за да има сериозен оброк. Али претходно што се случува? Има чести падови на енергија и на концентрација кои што можеби некој од вас ги надополнува со кафе, некој ги подкрива тие падови со некакво благо, некој ги подкрива со сок, некој со енергетски пијалок, некој со грицки. Мозокот препознава 6 пороци кои што се обраќа кога ќе нема енергија. А тие се овие кои што сега ги спомнав. Различен карактер и различни типови на луѓе, различен вкус и секој од нас има по 2-3 омилени пороци. За мене биле кафе, грицки и тесто. За некој се благо, кафе и не знам што. Разбирате? И секој од нас посегнува по тие пороци кога ќе му падне шекерот и кога ќе снема енергија и затоа ги третираме како ама јас не можам без благо или не можам без грицки. Прва работа која што еве многу од луѓето дали да речеме после работа кога си одите дома имате желба да се испрејадете сериозно. Не треба да се осеќате лошо ако е тоа така, не е тука се. Точно. Дали после ручек ви се дешава да ви се прилегнува? Да спиете. Па дремнувате, па почнувате со благо и со грицки. Или некој не дремнува, директно почнува на благо и на грицки. Али ако еве да размислиме тоа дали е логично, гориво за нашето тело се 3 работи. Тоа е вода, кислород и храна. Гориво за кола е едно. Така. Дали вие кога ќе ставите гориво на колата, ја тргате на страна 1 сат да поседи да одмори. Затоа што јадела, сте ја надополниле. Истото би требало и да е со нас. Истото би требало да е кога јадеме, практично ние треба да се осеќаме добро, а не да се осеќаме утепано. Тоа утепување се случува поради премногуте скокови на шекер во крв кои што се случуваат и падови кои што се случуваат во текот на денот. Кај групата на луѓе, да речеме, која што не појадува, што се случува? Непојадувањето најчесто се должи на навика, не ми се јаде на сабајле,
и најчесто се должи на прејадување увечерта, затоа што па многу луѓе знаат и навечер да си лапкаат, така дури некои луѓе знаат и да си станат навечер за да си лапнат, па да си легнат. Се уште на сабајле има остатоци од масти и шекери можеби во крвта, што испраќаат сигнал до мозокот дека окей, тебе не ти се јаде, ама на ниво на клетка ние сме тотално празни, затоа што телото е составено од клетки. Највеќе омилено за жените е да се мерат на сабајле, затоа што се најлесни. Најлесни се затоа што се е испразнето од телото. Дехидриран си, сите хранливи материи од претходниот ден веќе се преработени, се регенерирани клетките и затоа си празен. На ниво на клетка и текако ти е потребен оброк. Но најчесто луѓето си викаат мене не ми се јаде. Почнува денот, почнува ангажман, доаѓа момент така веќе можеби си испиле 2 кафенца за да се подкрене малку концентрација и фокус, ама веќе после 3-4 часа се осеќа сериозен глад кај што мора човек да јаде. Тој сериозен глад е аларм дека веќе сте отишле предалеку, односно дека нивото на шекерот во крв е симнато многу доле и така мозокот која бара брза енергија и која ќе ви се стресе снага, не си викате секој ќе си купам брокула, интегрален ориз, туку си викаш секој ќе лапнам нешто нешто мрстничко, пециво, благо, грицки и слично. И што се случува? 80% од случаевите е пециво. Зборуваме у тој период од 11-12 за луѓе кои што се со работни обврски. Имате витамини и минерали, знаете колку. 0,1 на сонце ако го јадете бурекот, витамин D, малку би попримиле, али генерално немате ништо. Имате многу шекери, многу масти, јогурт ако пиете е позитивна ствар, али го катапултирате нивото на шекер во крв многу високо. Панкреасот тука се алармира, вика претеравме друже, дај да го тргаме овој вишок на шекер, и панкреасот го зима тоа, односно инсулинот го зима шекерот и народски кажано го трга во бутче, гуша, обравчиња, бутки и така натаму, односно во масти. Пола саат до саат после таков оброк, повторно се случува да очи паѓа, да се прозева човек и слично, па повторно еден стимуланс се утепува, можеби тоа ќе биде чаша сок, можеби ќе биде пак кафенце, можеби ќе биде еден ред шоколадо, ништо не е, еден ред е, така или една рака, не знам што. Повторно го шекерот горе, повторно инсулинот доле и практично тие падови и скокови на шекер во крв се 90% од земјината популација ги има како генерален проблем за кој што не е свесна и кој што го прифаќа како секојдневие. Затоа што така ти не си викаш шекеров ми падна, ми скокна, сега инсулинот, никој не размислува за тоа, туку кампањски ми се јаде, знам, посегнувам, ми се пијам и тоа е тоа. Веќе вие пред да дојдете за ручек дома, 2-3 пати, можеби и повеќе сте си поиграле со шекерот, затоа кога ќе дојдете дома, веќе вториот дел од денот настапува, кај што телото е измалтретирано и сака убаво да се натепа, да се изнајаде, да се обезбеди и затоа се прејадувате. Ја ми се случувало, значи додека дојде сигнал до мозокот дека сум гладен, ја за тројца да изедам. Да се испрејадам, кај што мора при тоа да прилегнеш. И тоа ви е најдобриот начин за да имате константен проблем со хроничен умор. Значи, хроничен умор е нешто што е секојдневие и за многу од вас, тоа не треба да ми кажувате, сум сигурен, сум свесен. А хроничен умор подразбира да спиеш 6 до 8 часа навечер и да сите ти се криви кога ќе станеш на сабајле, да не можеш со алармов да се избориш, да треба неколку пати да го стискаш за да се доспиваш. Тоа е веќе сигнал дека нешто не е како што треба, затоа што би требало да после спиење од 6 до 8 часа навечер да човек се разбуди супер. Ама не може да се разбуди супер ако нема добар градежен материјал. А за нас градежен материјал кажавме што е? Вода, кислород и хранливи материи. Ама какви хранливи материи? Тоа е веќе прашање. Некој од нас никакви не јаде, ја кога ќе се вратам наназад, тоа било катастрофа. Значи, хранлива вредност никаква внесување, само бутање на калории и бутање на количина. Со овој начин на живот, многу од вас, да речеме што се случува, со овие скокови падови на шекер во крв, шансите дека ќе се поправате се супер, се големи. Тоа значи 2 до 10 грама на масти секој ден, што е тотално незабележително. Така 2 грама, ја нема навагава да ги забележам или да го гледало, секој од нас се гледа секој ден и не може да забележува мали промени. И ништо не е.
ама на годишно ниво 2 до 10 грама масти знае да биде 2-3 кила. Али па не е ништо затоа што па облека постои, ќе се подскрие човек, ќе најде облека, ќе се зацкрие и нема да биде никаков проблем. После 2 години се можеби 5-6 кила, па веќе се уклучува аларм, па чекај да ја што да правам, иде лето, па ќе почне со некакви режими, со исклучување на нешто од исхрана, со диети, со 300 глупости, ќе се симне 5, па ќе врати 8, па ќе падне само доверба, па ајде ако ме сака ваков ќе ме сака, па не е проблем и тоа се многу од први ќе почнам, чекај не ова, не можам без благо, оваа диета не ми одговара, оваа вежба не ми одговара, ете вежба, почнав, значи милиарда работи. Со покачена килажа нормално, ајде само довербата на страна, али вашата седечка работа исто не е исто да имаш 0 килограми вишок и да имаш повеќе килограми. Зборувам и за 5. Жалосно што денеска и 5 килограми се прифатени, па добро, не сум какви има, така не, 5 килограми се 5 килограми. Не знам дали знаете, али за 1 килограм вишок сало, телото, кардиоваскуларниот систем гради 3 километри на нова кардиоваскуларна мрежа. Затоа што неговата цел е да допре до секоја клетка. 1 килограм во сало значи дека се продуцирале многу нови масни клетки. И крв мора да допре до сите клетки во нашето тело и се гради 1 километар на нова кардиоваскуларна мрежа, на капилари. Замислете си што се случува за 10 кила вишок. Се гради 30 километри нова кардиоваскуларна мрежа. За 20 кила, 60 километри. Тоа е многу, тоа е до Велес и малку понатаму. И нормално е дека човек можеби ќе на порани години ќе фати висок крвен притисок, така затоа што срцето ако треба да обслужи плюс дополнителни 60 км на мрежа, треба да удри многу јако. И при тоа да има многу појак притисок у артериите и вените, да имате висок крвен притисок. Тука ви се поврзани не знам, многу проблеми со пршлени, со искривувања, со рбети и слично. И тоа не е поради вашата седечка работа. Најчесто луѓето го вперуваат прстот секојаш кон она врз кое што немаат влијание. Значи, вие не може да дадете отказ и да не работите повеќе у животот. Така, ќе работиме у следниве 30 години, најмалку, гледајќи ја групава. И тоа ќе биде минимум по 8 часа седење секој ден. Не е крива седечката работа. Криво е што правите после седечката работа. Затоа што многу луѓе, пошто нели се уморни од работа, кога ќе се вратат дома, само се преместуваат на друго легло. Дали е тоа фотелја или е кауч и се со далинско рака. И вие практично имате па од 24 часа 22 сте у седење и улежење.